Znači mnogo je strašno, evo se trgam isto mi prema džavi, ne me veri. Pa. И добро утро на сите, 6 часот по македонски, 7 по грчки. Малку врнежливо утро имав со Вајлео. И додека си го пијам кафето утринско, се надевам ќе преврни, а и да не преврни, одиме, тоа е тоа. Нема застанување. А планот за денес е низ Атина да се оди до најјужната точка на Балканскиот полуостров и истовремено втората најјужна точка на Европа. 9 без 15 по македонски, по грчки 10 без 15. Јас го напуштам кампот и сега одиме кон место, еден рид, од каде што се гледа цела Атина. Доста гужви низ градот, општо низ Атина. Мислам има за се булевари, за сегде да стигнете побрзо, ама аз малте низ уличиња одам. И мора да се пикаме малце. Застанав во пекара да земам нешто за да јадам и изедов едно сендвиче, изгледа како се похована пилешко внатре, така да останува да го пробаваме да видиме дали го ќе види. Хладно сендвиче со пилешко поховано. Јадов, ово беше многу превело искрено, не ми садеше многу, така да ова ме прејаде, а сега одиме до ридот ние. Ами Атина е прилично голема, имам 16 км до ридот, веќе сум во Атина фактички. Така да пола сат вика според Google Maps 16 км. Прилично интересни уличиња, морам да признам, има зеленило лаѓе. Барем тука во овој дел, сега за во другиот дел не знам. Има едно многу интересно уличе, видите прејако, со дрвца покриено. Ова јако. Како да немаш чувство дека сме во голем град. Значи продолжувам да видам изненадено тоа колку дрва има, колку зеленило во градот. Кренав и визирав така малце повози, значи воздухот свеж се осеќа утрински чист. Нема ништо да смрди на ускуси на нешто. Подавам јас тука напред. Ќе види. Со Грција играм сите така брат. Ама тука може да не ме вери. И морам да се адаптирам на животот атински. А ние со пиците, особено со доставата моторите, шо брат, како се пикат страшно, значи тоа. Неколку ми се пробнаја, така свесто ми е за тоа. Како овој, сега само побрзо одесно свегде, само да се пази. Значи многу е страшно, ево се тргам исто ми према дžави, не ме вери. Фала му се пак. Да се пробнам вали. Фала му. Многу е ризично за возење, оди сакам многу пазење, значи фокус на максимум. Ми се чини на секунда, ако тргнете фокус, готово. И на 2 км сме од ридот, 7 минути според Google Maps, оде вртиме лево. Беше возиме сега, е веќе малку стрмно. Хајде да видиме дали ќе тргнеме зелено, ќе светни. Ајде, врачи. Опа, добро, одиме, се движиме овде. Право, така да. Тука сега имаме млаго десно, сепак на рид се искачваме, логично, што е стрмно. Па. Не знам на камера од аголо колку ќе се види, ама во живо многу стрмно ми се чини, мотора ќе ми се крени предното тркало. Луѓе, веќе го гледам. Огромно нешто. Чејте, тука ќе паркирам. Шо е ова? И сето што е најако во бело е. Страшно.
Тоа беше Атина, а штета што од оваа страна не се гледа Акрополисот, ама се надевам сега како ќе слегам од другата, ќе се гледа и Акрополисот. Овде има малку повисоки згради во овај дел од Атина. Гледам, имам и трамвај и електрични автобуси во Атина. Добре, воđeštini iz ovaj gradov, odvaj čekam da izgledam сега. Трени застои на секое, не се вози. Многу јака гледка, тука сите се нафори напред зарени, се плцаваат улици. Е сега тоа значи дека ќе мавнат на црвено, ќе видат црвено во кој време. Значи најарно побрзо да се помине јас. А иначе има премногу камиони тука гледате, тоа е затоа што во близина е пристаништето на Атина, односно пристаништето Пиреј. Тоа е едно огромно пристаниште, мислам дека е во Европа второ да не беше најголемо или едно најголемите, не се сеќавам точно. И на Патарина сме пак. Градот овие Патарини има, значи по ко знае колку само за еден правец, онака. А многу полеќе затоа и така. А иначе сега ние уште малце треба да го премениме Коринскиот канал. Hello! Евро и 6. Уште 50 км до Корински канал, пола сат според ова, ама јас ќе застанам една пауза да направам од изгоре по Чештини, онде дури излезам од Атина. Тоа што денес го заборев е да го подмачкам синџирот, а требаше и многу порано. Колата што заминува на полициската, пред нас се застанува само да не треба нешто ме праша, си реков нешто ќе им велиот и на автопат сум застанат. А јас само синџиро го подмачкува. Му реков, ми покажа лайк, му покажа флек и замина. А пред тој едни со мотори бак се помина и тие лайк ми набраја, и флек му направи. Хвадиме гледа или е секој што треба, да секој што треба и продолжи и тие. Конечно, поминуваме преку Коринскиот канал. Коринскиот канал инаку го одделува полуостровот Пелопонез од останатиот дел од Грција и всушност го претвора во остров и со тоа заштедува време за да не вратат бродовите околу Пелопонез, но сепак не е многу голем и само мали бродови може да дозволи да поминат низ него. Широк е 25 метри, а долг 6 километри. Идејата да се изгради овој канал е уште од пред нашата ера. Прво обид имало пред 2000 години, но сепак финалниот обид и успешен бил пред 100 години, односно крајот на 19 век. А овај дел од патот ми беше буквално преубав и во следниот влог повторно ќе го возам. Ова е всушност
патот од Спарта до местото каде што кампувам, односно патот од Спарта до најужната точка на Балканскиот полуостров. Со задоволство пак би го возил кога би одел таму, едноставно беше нов асфалтот, многу мазен беше асфалтот и кривините беа долги, но благи, така да едноставно беше предобро за возење. Пред да одиме на Кейп Тенаро, сакам да одам да видам до кога примват во кампот, за сад да знам кога да гледам да сум стигнат. И јас сум кај кампот, прашав до 9 чекин праере, фактички 9 по грчки, 8 по нашки, 8 по нашки, сега е 3:20 по нашки. Тоа значи дека до 8 имам 5 сати, до таму негде 1 сат возење, 1 сат враќање, 2 сати и таму пешки пола сата дење враќање 1 сат, 3 сати. Значи јас треба до 6:20 по нашки да се вратам за да не ме стемни, да не се местам по темница, а до по нашки 8 да видам врат. И се враќам назад, дува корни, не се маневрира паѓа моторот, а и не знам натаму Кейп Тенаро, онаму или всушност. Чекајте. Оре, дува, не може мотор да го крепам. Ева кај контра на ветрот. Чао бяха върни. И го гледаме Средоземното море, Медитераното. И таму е Кейп Тенаро, односно испетилникот на врвот, каде што дефинитивно нема да пешачиме, многу стрмно ми се гледа. Ама ќе видиме. Во секој случај прво и да тука. Таму и патеката за до светилникот, до која нема да одам, бидејќи немам време, и некако ќе зајди парано, пошто ја бач многу нема светлина. И дами и господа, Кейп Тенаро, втора најужна точка на Европа, а прва најужна точка на Балканскиот полуостров.
Тоа е поточно таму, не првото ова тука второто позади него. Како риче, таму има и светилник и тоа е токму таа точка. Многу ми е криво што сега за жал нема да поидам, немам време, размислувам за утре од сабајава. Пак ќе дува, пак едно друго, најстрвно ми се гледа, ќе треба со патеки да идам да се преслекам, па и тренерки да клавам, така да Боже здравје, некогаш пак во живота, ако идам на мамо, може би во таа прилика. Водата тука е тиркизна доста. И сегде беше тиркизна ваква како заливчина, кај беше. Овде интересно плажиче за диво кампување. Делува доста убаво. Ќе испрст. И стигнавме во кампот. Да се чекираме сега треба и дојме да го поставиме шаторот. И ми рекоа да направам тура низ местото. Местото е преубаво, значи не сте свесни зелено едно друго. И си одбрав место D29, да го најдиме тоа. Иначе имаше тука негде десно беше, кај беше. Иначе имаше проблем нешто со чекинот кој ми го правеа. Тука е да, со чекинот кој ми го прави нешто проблем имаше. Може националноста да ми најдат, пошто се внесла одличната карта и име презиме на други националност. И во системот таму на компјутерот не му излегуваше македонец. И затоа ги чекав нешто и после не знам што направим, на друга жена викна и среди ја. Точно како среди ја не знам. А јас сега да си се поставам тука. Овде вака, ова е моето место D29. А тука вака ќе биде шаторот. Иначе нели не седеше со 7 стапчиња, многу беа до шаторот, па клавар со 6 таванот беше спуштен. Па сега по грешка од едната страна 7 кладов, од другата 6 и видете го супер таван си застана со таван. Сега иследниот па 2 кг на место. А иначе кампо е преубав. Преубав стварно. Утре денски ќе ви го кажам подетално, пошто сега ќе стемни, сакам да се искапам. Веќе мрачно ќе биде, ќе нема да се гледа. Па да се искапам јас и додам нешто да каснам до вечера. И сам си сум тука. Уво местните си одбрав, раја тивко. И така. Не знам како се гледа, ама грми. И делува облачно како прејеш испадна прашина е вајда. Така да може пак да имаме утро како утрешново. Забелешново со дошта може и вечерта. Може ќе уживаме слушајќи го тропањето на дождот. Останува да видиме. А имам иначе ова се маслинки. Може. А иначе има онде и мандарини. Дрва со мандарини. И онде. А за вечер. Тоа беше мојата вечера, воедно и мојот десерт, кој беше поклон од куќата, не знам зошто, ама и лани често пати десерт даваја од нив, не го наплаќаја. А тука сакам да го завршам овој влог и во следниот влог ќе имаме малце диво кампување на едно изолирано езеро и при тоа ќе посетиме и една дабова шума, каде што ќе биде буквално предобро, така да очекувајте го следниот влог. Доколку се немате претплатено, притиснете на дугмето subscribe, не кошта ништо, и доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк. А до следното видео останете поздравени и чувајте се. Поздрав!